Здраво и добро дојдовте во епизода 26. Овој подкаст, односно Wellcast with Јосиф, спонзориране од Феникс, домови за стари лица, и секако ова епизода за мене е посебна, од причина што темата која што ќе обработуваме со доктор Елеонора ќе биде поврзана со деменција и Алцхаймер. Практично и таа приказка, затоа што искуството мое со татко ми кој што почина пред извесен период, боледуваше од Алцхаймер, практично и цела таа приказка и неговата болест и сето она што го доживувавме како семејство е голем дел од причината која што ме втурна во оваа сфера на велнес, на здравие, на фитнес и секојдневно ме тера да зборувам на овие теми, да придонесувам на овие теми, и затоа оваа епизода некако, иако можеби би требало да биде прва во редот, но е 26-та, бидејќи сега дошло време и сега сум спремен, и верувам дека секој од вас ќе ужива. Пред се ќе кренеме свеста за една појава која што многу почесто се среќава и треба да зборуваме многу повеќе. И се разбира, бидете интерактивни, дадете фидбек, поврзете се со доктор Елеонора, која што ќе ја запознаете за кратко, и прашајте можеби нешто што вас конкретно ве интересира, побарајте можеби помош, некакви насоки, и слободно и во коментари или било како оставете ваш придонес или мислење. Местата на кои што ќе не најдете се YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, социјалните мрежи, така да ти избери си ја слободно платформата на која што ќе ја следиш оваа епизода и уживај во следните некаде 1 час. Елеонора или доктор Елеонора, како да те вика? Елеонора поприродно? Може слободно, да. Ајде, како ќе ми дое. Фала ти што ја прифати поканата. Беше долго време се спремавме, нели не се убедувавме, туку наоѓавме термин, пошто и твоето секојдневие е многу интензивно. Моментално си на специјализација, плюс си со работа, тоа се 2 смени, плюс имаш и приватен живот, и мојот распоред е интензивен, ама еве конечно најдовме време во јули сред екно одмори да си помуабетиме. Традиционално секој кој што доаѓа во Wellcastов, е убаво да го запознаеме, односно публиката да го запознае гостинот, така да земи си време колку и да ти треба, да ни кажеш кој е Елеонора, односно доктор Елеонора, што прави, каде работи, зошто тоа го прави, и дали и каде луѓето може да те најдат и да ги искористат твоите услуги. Добар ден, Јосиф, благодарам на поканата. Јас сум Елеонора Лазарова, доктор по општа медицина, моментално специјализант по неврологија, 2 година завршувам. Специјализацијата ја обавувам во градска општа болница 8 септември. Работам приватно во приватна здравствена установа Никоп Медикал. Во овој подкаст точно дека многу време се договаравме, така да конечно најдовме време да збориме за една тема која што верувам дека е многу дека е позната на слушателите, како деменција или како склероза или како сенилност, значи претходно, сега веќе доби нов поим, тоа е деменција. Деменцијата се уште представува сериозна енигма во современата медицина. Така да ќе се обидеме да објасниме колку што можеме општо за деменција и пред се за Алцхаймеровата деменција како една од најчестите видови на деменција. Да, склероза е нешто кое што можеби ни е најсреќаван термин од порано, и знаеш, некојаш кога некој можеби повозрасен човек или во
постара личност, ќе се ќе има деменција и ќе биде недиагностициран, пошто ретко и кога ги диагностицирале. И денеска, особено во по-руралните места, тоа е Не нелико се, да. нормално, па има склероза и тоа е тоа. Дали еве според тебе лично, онака без делот на тоа, нели, дека си доктор и дека си невролог, дали сметаш дека треба да го прифатиме, можеби да ја прифатиме деменцијата и Алцхајмерот како дел од животот на старите луѓе? И дали можеби тоа е составен дел од староста? Или има како да кажам, начини да се направи да не биде составен дел, или барем да не сметаме дека е составен дел? Да, точно. Постојат митови многу дека нели деменцијата е дел од процесот на старење, не е така, бидејќи процесот на старење е нормален процес, физиолошки процес, а деменцијата не е значи физиолошки процес, така да значи има луѓе кои што имаат 90 години, а немаат деменција. Така да не би поврзала староста со појавата на деменција. Што е ај вака, невролог и неврологија? Што е тоа што еден невролог со што може се да се занимава? Затоа што знаеш да не добијат перцепција луѓето дека нели неврологот е тука за исклучиво за деменција и за Алцхајмер. Што е тоа што опфаќа еве неврологијата и што е секојдневието на еден невролог, чисто за да не имаат перцепција луѓето дека нели неврологот се занимава со склероза, односно со деменција и со Алцхајмер? Да, значи неврологијата е комплексна специјалност која што опфаќа голем број на заболувања. Кај нас во Македонија реално не се третираат и диагностицираат сите како што реално по светот нели се третираат. Најголем дел сметам дека се става акцент, особено јас таму каде што сум сега, се цереброваскуларните болести, диагноза, третман, потоа еве невродегенеративните болести, невромускулните болести, епилепсии и многу други. Кажа дека во 8 септември, односно воена, кој што ја знаат повеќето луѓе, болница, повеќе од моментално твоето секојдневие, бидејќи си на специјализација, е со луѓе кои што можеби имаат така инциденти кардиоваскуларни, односно мозочни удари и слично. Цереброваскуларни. Колку мозочните удари се причинител и тригер за развој на деменција? И зошто после мозочен удар најчесто се развива и деменцијата? Точно дека нели после цереброваскуларен инсулт може да се јави деменција, најчест тип е васкуларната деменција. Потоа постои друг тип на деменција, тој е мешан тип, кој што најчесто 35% од деменциите отпаѓа на тој мешан тип на деменција, тоа е комбинација на цереброваскуларна болест со Алцхајмерова деменција. И деменција и Алцхајмер, каде е, знаеш, затоа што еве ја порано додека не бев малку посвесен, знаеш, кога почна првите симптоми со кај татко ми, некогаш кога можеби ќе комуницирав со луѓе, кажев има Алцхајмер, некогаш ќе кажев дека има деменција. Што ја прави разликата? Кога е едното, а кога е другото? Мислам, нели Алцхајмеровата болест е еден тип на деменција? Да. А деменцијата сама по себе не е болест, како што нели сите обично го користат тој поим, меѓутоа тој е широк поим кој што представува група на симптоми кои што предизвикуваат опаѓање или губење на интелектуалните функции кај еден човек. Што значи тоа? Значи дека се прекинуваат конекциите или врските помеѓу мозочните клетки, како резултат на тој патолошки процес кој што се случува во мозокот, односно тоа акумулирање на патолошки протеини кои што делуваат токсично за мозочните клетки.
може да се манифестира во најразлични облици и комбинации и симптоми нормално во зависност од тоа каде е локализацијата на тој процес. Сега, ова со симптомите и начините, кои се можеби најчестите сигнали дека деменцијата е присутна? Како можеби некој кој што живее со можеби повозрасен човек, како може да примети дека се случува деменцијата? Значи вака, обично симптомите, првичните симптоми и знаци не мора да бидат веднаш јасни, очигледни и забележливи, да кажеме 100% ви се работи за Алцхаймерова болест или за друг тип на деменција. Конкретно сега ќе збориме за Алцхаймеровата деменција, најпрво започнува со губиток на меморијата. Меѓутоа, свежата меморија, односно краткотрајната меморија. Болните од Алцхаймерова деменција не се сеќаваат на настани кои што се случиле претходните денови или претходните месеци, додека меморијата која што ја имат пред неколку години се уште добро сочувана, така да добро се сеќаваат они на оние години во младоста, а не се сеќаваат на настаните кои што се случиле вчера, пред неколку денови, пред неколку месеци. Секако ние живееме во едно да кажам стресно општество и секој од нас може да ја расеа на секој начин. Тоа сакав, знаеш, пошто дали треба и луѓето да паничат, ако можеби слушај мајка ми заборави клучевите кај ги оставила, знаеш, затоа што многу луѓе самото тоа заборавање и расеаност, знаеш, па да не ја поврзат со тоа дека изгледа се случува нешто и да ги фати паника. И генерално, знаеш, дали треба тоа да биде тригер за човек да почне да се сомнева во деменција? Не. Пошто и ја заборавам многу. Сите забораваме кај сме ги оставиле клучевите, телефонот или пинот на картичката. Поентата дека за кратко време ние се присетуваме. Меѓутоа, кај болниот од Алцхаймерова деменција станува збор за когнитивно пропаѓање. Значи, тој може неколку пати во денот да го постави истото прашање и да не се сеќава дека воопшто го поставил. Потоа други симптоми, освен губитокот на меморијата, значи имаат потешкоти во извршување на секојдневните активности. Најобичните секојдневни активности кои што секој од нас ги извршува: облекување, пазарење, туширање, готвење, така припремање на оброци. Сите тие активности, обврски стануваат се потешки и потешки. Често знаат да бидат депресивни, значи да имат промени во расположението, од депресија до параноични идеи, на крајот е една психомоторна агитација која што обично се случува во подоцнежните стадиуми како резултат на Што е извини психомоторна агитација, чисто за да Да, значи пациентите знаат да бидат агресивни, вознемирени, значи нешто да ги вознемирува. Обично тоа се случува како резултат на нештата кои што ги гледаат или ги слушаат. Значи пациентите во подоснежните стадиуми имаат халуцинации, или аудитивни или визуелни. Јасно. Како, знаеш, пошто за Алцхаймер и деменција многу е тешко, од лично искуство, да прифатиш дека најверојатно се случува. И многу, знаеш, и постојат, и тоа пак јас се ставам во луѓе кои што се, знаеш, колку и да е можеби тешко, сум свесен и треба да го прифатиш и да гледаш што можеш да правиш, али како, знаеш, луѓето да почнат во смисла, окей, гледам дека се случуваат овие промени кои што Елеонора ги спомна, од каде човек да почне за да да диагностицира, затоа што дефинитивно и пораната диагноза и делување може да помогнат во побавен развој на состојбата. Од каде човек да почне кој ќе ги примети тие знаци и сигнали, колку да не ги прифаќа и да се лаже себе си, тоа нема врска. Значи вака, раната диагноза е клучен фактор во успорување на прогресијата на оваа болест. Доколку пациентот ги има овие симптоми, дури да се оние наједноставни, најбанални, значи да тргне некаде, да заборавил каде тргнал, да не се сеќава на името на ќерката, на синот, на внукот, на внуката,
треба да побара помош од стручно лице. Ама тоа пациентот да побара? Пациентот или фамилијата. Обично фамилијата е таа која што е нели со пациентот и ги воочува првите симптоми за кои што можеби пациентот не е свесен. Па тоа сакав, знаеш, дали реално пациентот може да биде свесен дека Фамилијата, конкретно да, фамилијата, значи пациентот може и да не е свесен. Пациентот најчесто не е свесен, точно. Значи фамилијата е таа која што треба заедно со пациентот да побара помош, најпрво значи од матичен лекар, бидејќи многу од болестите знаат да дадат дементна слика. Треба да се направи дистинкција помеѓу деменција и помеѓу болести кои што даваат дементна слика. Што значи тоа? да, тоа ќе те прашам. Многу од депресивните, значи многу од депресијата што се случува кај пациентите во повозрастна популација знае да имитира дементна слика. Многу други метаболни нарушувања, ендокринолошки нарушувања, дисфункција на тироидна жлезда, особено кај жените, потоа инфективни причинители, травматски причинители, сите тие работи, исто неоплазми, значи сите тие работи можат да имитираат една дементна слика. Меѓутоа 10 до 15% се смета дека се реверзибилни, за разлика од деменцијата која што, нели, конкретно Алцхајмер, е иреверзибилно оштетување, значи нема повраток на мозочните функции. Така да најпрво треба матичниот доктор да направи разлика дали станува збор за болести кои што даваат дементна слика или за една невродегенеративна болест. Диагнозата најчесто се базира на најпрво значи едни обични биохемиски анализи на крвта, хормонски статус, каде што можеме да видиме дали пациентката или пациентот заборава како резултат на пореметување со тироидната жлезда. Тироидната може да биде... Тироидната, да. Хипотероидизам може да даде исто така дементна слика, заборавеност, значи помала концентрација, меморија. Потоа исто дефицит на витамин B1, B12, доколку се одреди нивото на витамините во крвта и видиме дека станува збор за дефицит, може нели заборавањето или другите симптоми да се резултат на дефицит на витамини, а не станува збор за деменција. Меѓутоа, доколку се исклучат сите овие работи и веќе сме сигурни дека станува збор за невродегенеративно заболување, тогаш матичната треба да го испрати пациентот во соодветна установа, односно значи нели клиника за неврологија, каде што обично Институтот за Алцхајмерова болест, каде што обично се врши и подетални испитувања. Сега види, знаеш, ова со матичните ме инспирира на едно друго прашање, што доколку, знаеш, пошто има лекари кои што можеби ќе, нели, за да не сакаат пациентот да паничи или можеби или они лично можеби не сакаат да бидат да го навредат пациентот со тоа што ќе му речат испитај и ова ти за секој случај. Што ако се случи да мојот лекар рече ајде, ништо не ти е, знаеш ко, земи си Б витаминче и ќе се среди ти, па одма си испаничил, знаеш. Дали треба да се фатам на тоа и да речам окей, да, најверојатно ништо не е, или е во ред да човек ги направи до крај испитувањата? Реално треба да се направат до крај испитувањата, меѓутоа кај нас се уште е тој степен на свесност каде што луѓето не обрнуваат внимание толку на овие симптоми, а отидат кај матичен доктор ако им го каже сето ова, мислам дека нема да сакаат да... Знаеш, ти често ја и со тантко ми тоа се случуваше. Ајде, бил сега, живот, стрес, ова, она, знаеш, ико витаминче било, ама среќаш однеш, не, мајка ми особено не остави тоа да трае долго, туку, знаеш, се зафати да до крај се види работата и да се диагностицира. Треба, заради тоа што обично симптомите кај луѓето кои што подоцна се диагностицира Алцхајмеровата болест знаат да прогредираат многу брзо. Така да личноста во 10 години може немала никакви симптоми, затоа што кажавме, нели, промените во мозокот започнуваат 10 години пред да настапат првите знаци. Неверојатно е тоа. Да, и заради тоа прогресијата на болеста во 1 година може да е таква да дури за 1 година пациентот заврши со
нели да е потполно зависен од грижата и негата на друго лице. Така да сметам и апелирам до значи сите пациенти кои што ги имаат дури симптомите кои што ги кажавме да се обратат значи или кај матичен доктор или кај невролог, значи во соодветна установа, се со цел да можат да добијат соодветен третман и нормално ако станува збор за деменција да се успори прогресијата на болеста со тоа рано диагностицирање. Да. Убаво кажа на почеток за енигма, дека се уште науката, знаеш, и мозокот како целина е Да, и голема тоа е енигма. енигма и како функционира и сето тоа, ќе треба време уште додека се отклонат додека се отклони како функционира и се создава таа енигма, али она што не е енигма е дека животниот стил на единката придонесува за нели дали Се раз- кога како ќе се развива можеби одредена деменција кој што кажа ти затоа што 10 години ти може никаков симптом да немаш, ама да се развива и да постои. Кои се можеби еве најважните делови од животниот стил кои што човек треба да ги практикува или да ги исклучи за да си обезбеди поквалитетен живот и да не дозволи појава на деменција Алцхаймер? Да, значи постојат ризик фактори кои што се модифицирачки и немодифицирачки, што значи тоа? Немодифицирачки е старосната граница, нормално, нели Да. се појавува кај лица над 65 годишна возраст и генетиката. Значи ние две работи не можеме да смениме, а тоа е годините и Генетика. генетските фактори, меѓутоа ризик факторите кои што се модифицирачки и кои што може да ги промениме се со цел да превенираме развој на деменција, најчесто се пушење на цигари, конзумација на алкохол, обезност, кардиоваскуларните болести како покачен крвен притисок, покачен шекер, покачени холестерол и триглицериди, бидејќи обично велат дека за здраво срце е потребен здрав мозок и кардиоваскуларните болести обично се во директна корелација со болестите на мозокот, така да за здраво функционирање на мозокот нормално е нели потреба од кислород и други нутритивни елементи. Пред се исто важна улога, мислам може и најголем процент се должи на нездравиот тип на исхрана, кој што сега се применува, потоа нередовна физичка активност, стресен живот, нередовен сон. Сите тие фактори, ризик фактори придонесуваат до тоа да нели се појави деменција. За чисто сега ја ќе се обидам да го кажам полаички, поправяме ме ако негде грешам, ама од она што еве, пошто знаеш доста сум запознат со болеста и од практичното искуство и од она што знаеш сето тоа практично искуство ме натерало да правам истражување, да читам, да се запознавам, сум сакал да се запознаам. Во мозокот она што еве науката го зборува е дека помеѓу невроните Да. престанува комуникација поради нафаќање на талок од аминокиселини, конкретно ако не се лажам се викаше бета-амилоид. Бета-амилоид и тау протеин, Да. конкретно нели кај Алцхаймеровата болест, ложење на тие протеини патолошки. И кога го спомна сонот, она што знаме дека при спиењето се случува плакнење на тие Детоксикација. на тие талози и зошто да речеме подоцна кога ќе почнат симптомите и кога е присутна болеста, мислам зошто сигурно ти знаеш, ако знае зошто науката би отклонила болеста, ама како е можно, знаеш, за мене тоа било енигма како, знаеш, еве, додека спиеш се плакнат и после одреден дел од животот ти пак спиеш, ама сега не се плакнат. И почнува нели деградацијата на и физички практично мозокот се намалува затоа што нели тие неврони затоа што не се користат, се
едноставно Пропаѓаат, пропаѓаат, исчезнуваат и физички мозокот се намалува. Дали, знаеш, Алцхаймерот, деменцијата започнуваат уште многу порано поради неквалитетен сон? Колку е тоа, знаеш, дали еве чисто те прашувам онака дали науката почесто зборува за тоа или можеби бара на друго место причина, Тоа е решение? еден од ризик факторите. Сега процентуално колку и студии дали има кои што се поврзани со сето тоа, не знам, меѓутоа да, значи како што кажа и самиот, тоа акумулирање на протеините, тие патолошки протеини околу нервните клетки е придонесувач точно да, и еден од ризик факторите е нели недоволен сон, редовен сон, значи помоц од 6 часа се смета за ризик фактор. Не знам, ама сигурно следиш, во Америка имаше сега некој као breakthrough, ама не е breakthrough затоа што има многу и други контраиндикации и side ефекти, али заборив само како се вика, извадија од FDA нели го одобри еден лек Да. кој што се препорачува во пораните фази на деменција. Да, значи тој мислам дека Дали е реално да очекуваме дека ќе го видиме можеби брзо и кај нас или тоа е фикција? Значи, моментов? мислам дека лани беше тоа, 2000 или 2021, после 18 години се доби тој лек. Значи, станува збор за моноклонално антитело, кое што обично се дава се со цел исто така нели да се превенира, да се успори прогресијата на или да се превенира алцхаймеровата деменција. Меѓутоа кај нас Да, тоа кај што нас што е достапно, еве и што може да се рачуна како најефикасно. Иако најефикасно, знаеш, е многу, како да кажам, нефункционален збор кога имаш болест која што нема опција Б. Нема лек, за жал, да. нема лек, значи меѓутоа третманот се состои од најпрво фармаколошки пристап, значи лекови кои што се даваат, најчесто тоа се инхибитори на ацетилколинестераза и блокатори на метиласпартат рецепторите. Меѓутоа лековите се даваат во раната фаза. После веќе ако се диагностицира алцхаймерот во досната или во средната или во досната фаза, реално лековите немаат никаква значителна улога во дури ни успорувањето на болеста. Значи Сериозно? болеста си прогредира, лековите, значи затоа е нели кажавме раната диагноза е клучен, значи елементи треба да се стремиме кон тоа рано да се диагностицира болеста. Освен фармаколошки пристап, постои нефармаколошки пристап, не знам исто така кај нас колку е присутен. Станува збор за музикотерапија, за ликовна терапија, за ароматерапија, значи едноставно работна терапија или когнитивна терапија се со цел да се прави тренинг на мозокот, да се стимулира мозокот. Социализацијата? Социализацијата исто многу е битна, значи играње на друштвени игри, потоа учење на нов јазик, значи социализацијата исто така да, значи многу битен фактор во превенција. Да, пошто ова го прашав, знаеш, затоа болеста. што еве конкретно и у нашиот случај кога беше пандемијата и кога беше таа изолација, дали знаеш што поретко бевме у контакт, па тоа е моја перцепција, ама иако сум 90% сигурен дека таа изолација некако прилично придонесе да се убрза, да речеме, кај татко ми прогресот. Така да, еве, јас сум сведок на немањето социализација, што може да значи. Сега, кога сме кај социализација, и кај обкружување, што можат членовите на семејството да направат во насока да помогнат или што прават во насока што одмага, а они мислат дека помагаат? Тоа е комплексна работа, мислам грижата и негата околу болен со алцхаймерова деменција е колку знаеш, колку атмосферата во еден дом, во смисла знаеш, дали е тензична, не е тензична,
колку тоа придонесува и колку треба, знаеш, можеби одреден еве така си партнер, внук, син, керка, внука и така натаму да бидат нападни. Тоа не е најдобриот збор, ама упорни во тоа да го иницираат, знаеш, болниот во смисла, знаеш ли кој сум ја? Ама ти кажав се 5 пати или дека, па 3 пати ме праша, знаеш, колку таа атмосфера, тензија придонесува за Па мислам болеста. дека тоа многу е подобро отколку да се остави болниот сам на себе, да нема комуникација со никој. Поентата е да се створи некоја рутина кај болниот. Значи, пример, во 8 часот пијам лекови, во 9 часот појадувам, во 11 часот играм карти, во 13 часот шетам. Значи, по тој автоматизам, они се спремни едноставно и знаат дека ги чека нешто во толку и во толку часот. Значи, тоа применување на рутински работи се покажало како успешно. Исто, значи, многу е битно во еден дом да има, значи, да му се пружи на болниот љубов, соодветна нега, колку што се може, бидејќи реално тој ангажман околу болниот го нарушува и квалитетот на фамилијата, заради тоа што сите се комплетно жртвуваат за болниот. Значи, станува збор за лица кои што се уште се работно способни, пример керка, син, или одат на работа. Или партнерот на болниот, кој што исто така е во некоја поодмината возраст, кај што не може ни сам за себе да се грижи, а треба да се грижи за болен со Алцхаймерова болест. Така да, веќе во тие стадиуми кога болниот е целосно зависен од грижата на друго лице, треба да се смести во некоја од специјализираните установи, кои што ги има кај нас и кои што нели каде што работат стручни лица за конкретно да може да им се овозможи квалитетен живот на болните. Да, во старечки дом или старечки домови. Па тоа е и после, знаеш, и дури да има некој, еве мајка ми била таа која што најмногу, мислам, негата беше мислам на неа комплетно, пошто веќе така во одредени стадиуми е не 100-120% зависен човекот. И во такви случаи е многу напорно да се грижи човек за знаеш, е напорно, многу е напорно и дефинитивно фала Богу што постојат еве во овие времиња такви институции кои што може да се грижат во остатокот колку што е останато за болниот. Кога сме кај агресивноста, што човек може да прави во такви ситуации? Што е многу еве конкретно у ситуации кога мајка ми била, знаеш, кај што навечер може да се деси онака, нели, не те препознава, да стане агресивен. Што може човек да прави во такви ситуации и што е најпаметно да прави? Нема совет. Значи, во тие ситуации реално сметам дека со едноставно да кажам разговор, мирен разговор, значи, бидејќи обично они во тие моменти не препознаваат никој. Значи, дали тоа е сопругата, дали е синот, дали е керката, они мислат дека се кратци, мислат дека се некои непријатели, така да викаат помош, бараат помош. Во тие ситуации лек најверојатно кој што ќе нели ублажи таа состојба која што е нели или да, па тоа е, значи лекови, медикаментозен третман, во тој момент само тоа. Да, нема што да направиш, не можеш да го врзаш човек, па да, ако немаш, затоа се препорачува тоа да е во соодветни установи, меѓутоа кај нас во Македонија реално постои нели само геријатриски завод кој што каде што листата на чекање е предолга за да добие некој место и другите приватни старечки домови за кои што знам дека не сите примаат такви лица. Да, па види не се агресивни. И тоа е види немаат соодветен и некогаш и персонал кој што знаеш затоа што е многу динамична болест и ја конкретно еве тоа што сметам дека во државава недостига е да ти имаш
знаеш, да можеш многу побрзо да действуваш во менувањето на, знаеш, на тој fine tuning на терапијата, затоа што, знаеш, ти во 3 недели може да видиш сосема нова состојба, нови појави, и ти ако решиш чекај, окей, дај да видиме сега со терапија да не треба да се менува, прво одиш кај матичниот, па чекаш термин, па додека дое терминот ќе има сосема нова ситуација, знаеш, многу е тоа бавно, знаеш, и тоа така невролог или невропсихијатар може да го темпира, ама ти немаш пристап секое време до таков човек. И во институции кај што има е многу погодно, јас знам дека кај татко ми кога го сместивме во дом, нешто и агресивноста многу брзо ја снема, затоа што терапијата веројатно беше соодветна. Соодветно, да, терапијата треба, значи може и да се менува, меѓутоа тие лекови обично се даваат по шема, значи ниту нагло се прекинуваат, ниту нагло се даваат, значи така да многу треба значи мерки на предпазливост да се, нели, со тој лек маневрира заради тоа што многу несакани ефекти има од тие лекови. Така да во тие моменти кај што пациентите се агресивни, јас мислам, од лично искуство кажувам дека најдобро е доколку пошто они обично тројца четворица се у тој момент присутни, ама еден ќе послушаат, значи ако убаво им зборуваш, полека, со тивок глас, обично некад луѓе кои што се караат, кои што викаат, значи не треба на деменцијата да се оди со, нели, со карање, со викање, треба со мирно, со полека. Да, па тоа ми беше преска исто поентата, дека знаеш, има многу Може често да се проба, луѓе да. кои што па како, па еве преска ти кажав, па 100 пати ме праша, знаеш, Да. и создавање на таква тензија, уствари ти ќе добиеш назад 10 пута полошо и агресивност, и знаеш, тоа е одлично за разгорување на агресивност. Мислам и кај здрав човек никој не сака да, нели, да му се Точно. да добиваш таков однос и третман, не па човек кој што е. Затоа и фамилијата треба да се едуцира. Значи, не сите фамилии се едуцирани како да чуваат болен кој што има Алцхаймерова болест. А ти рече од своје искуство, кај ради со работата во твое искуство или од домашното искуство? Од домашното искуство. Од домашното искуство. Кај баба ти така ми рече? Да. Кај баба. Жива е она се уште? Да. Да. Со некоја од, така да кажам, напредната форма на Алцхаймер, кај што има еве од депресија до агресија, до халуцинации, меѓутоа со лековите горе-доле, да кажам, нели, функционира, се уште не е врзана за кревет, меѓутоа, нели, опаѓањето на когнитивните функции веќе скоро евидентно е дојдено до, да кажаме, некој си краен стадиум. Дали днината изгледа ветувачки во смисла дали, еве, сметаш ли ти дека еве, генерации, јас сум 88, не знам која си ти? 93-та. Добра. Дали сметаш дека ние во нашата старост уште ќе се расправаме со оваа болест? Па вака, мислам дека болеста... Или ќе се најде чарето? Со продолжување на животниот век, деменцијата, мислам дека ќе стане неминувана епидемија и дека ќе се зголемува се повеќе бројот на лица со деменција, дури на секој, кај што прочитав некаде, значи на секои 7 секунди се очекува нов случај на деменција и во 2050 година се очекува тој број да изнесува отприлика 80 милиони во светот. Вау! А кај нас, знам дека во 2019 се диагностицирани 20.000, меѓутоа само 20% од тие се диагностицирани. Така да, ја можам да замислам, апсолутно. Многу повеќе кои што не се диагностицирани, не сакаат да побараат помош од стручно лице. Мислам дека и државата, тука самото општество треба да преземе мерки се со цел да може да им се олесни животот како и на болните, така и на фамилиите,
како што има дневни центри во значи нашиот тука на Балканот, значи во Хрватска конкретно. Постои дневен центар, значи многу подобро од да кажам старечки домови или хоспитализација на болниот во болнички установи. Што значи дневниот дневна центар? болница, дневен центар, кај што пример нели синот ќе оди на работа од 8 до 3 ќе го остави болниот во тој период. Значи во центарот, кај што они исто така бидејќи за некој старечки дом може да биде причина за уште поголема прогресија на болеста. Така да не сите прифаќаат сместување во старечки дом така лесно. А овде работа со други луѓе, друштвени игри, цртање, слушање музика, мислам дека сето тоа има голем бенефит, бидејќи секако помале ризикот од интерхоспитални инфекции кои што заради кои што најчесто и болните од деменција нели умираат. Значи тука станува збор за респираторни или уринарни инфекции. Така да тоа отварање на некој си дневен центар мислам дека би било од голем помош за таквите болни. Кај нас знаат, веруваат дека ќе науката ќе најде решение и затоа не отвараат дневни центри, изгледа дека ќе го решат кај ќе нема потреба од дневни центри. Ама не, у секој случај, што знам ја моето лично верување е дека нешто напредокот и на технологијата и на самата наука дека би требало за 20 на 30 години да има лек. Иако и сега нели има веќе доста кои што сте во некои трајлс, само што тие трајлс траат многу долго, пошто се работи за мозок, е многу непозната материја се уште и траат долго. Така да додека стигнат кај нас. Да, а за овој конкретно у Америка, ку знае. Може би по 5 години ќе почне да го има. Може. Да, и еве ти како невролог, пошто у моментов, тоест специјализант, се извинувам, али ќе станешете, нели, и невролог, што е твојата, ќе се насочуваш кон работа со оваа проблематика и патологија? Па, мислам дека премногу, дали од искуство или лично дека со баба ми, мислам дека може би се насочила кон тие невродегенеративни болести, бидејќи ги има многу. Не ги спомнавме другите видови на деменции. Ти ги спомнеме, имаме време. Да, значи, кај нив пример еве кај фронтотемпорална или деменција со левиеви телца или васкуларен тип на деменција. Првиот знак, симптом обично не е губиток на меморија како кај Алцхаймер. Локализацијата на процесот, тој патолошки процес, обично почнува на друго место и симптомите произлегуваат од таму. Пример кај левиеви телца, таа деменција, обично процесот е окципитално, значи дека пациентот би имал визуелни симптоми, значи видни симптоми, а губитокот на меморијата може дури би се случил во некоја од поодминатите фази. Што значи визуелни симптоми? Видни, значи со проблеми со видот, значи еве како што ги спомнавме, нели халуцинациите видни, гледаат нешто на зидот, а го нема, гледаат луѓе кои што не се присутни и така натаму. Така да значи многу работа има со овие другите типови еве кои се, да речеме, најчести симптоми кај останативе? Кај фронтотемпорално обично со говорот, значи симптоматологијата започнува со говорот, кај васкуларната, како што кажавме, нели, обично после цереброваскуларен инсулт, врз основа на имиджинг техники, значи компјутерска томографија, магнетна резонанца, може да видиме дали има промени кои што се карактеристични за тој тип на деменција, значи васкуларна деменција. Така да еден од диагностичките алатки е и имиджинг техниките. Потоа и ова не кажавме за присуство на специфични биомаркери во церебро-спиналниот ликвор. Меѓутоа сите тие работи се прават исклучиво во Институтот за Алцхаймер и невронаука. Ни ја не те разбрав, ова последното многу беше да, докторски.
Значи, тие протеини кои што се карактеристични нели за Што ги зборувавме што ги преска тау зборувавме, и бета амилоид, окей? значи се бараат и во цереброспиналната Аха, со течност, пункција со што пункција, прават. со лумбална пункција, да. Меѓутоа сето тоа како што кажав се прави само на клиниката за неврологија, значи така да не е само биохемиски анализи и компјутерска томографија на мозок, значи се прави PET скен, се гледат промените во ткивата и во органите на метаболно ниво, значи низа од диагностички алатки кои што ни се потребни за да диагностицираме некој со деменција, некаков вид на деменција. Ја спомна на почетокот она немодифицирачки ризик фактори за генетика и дали, знаеш, дали и човек, што значи прво предиспозиции генетски? Тоа значи кога некој веќе во твоето семејство имал и дали, знаеш, по автоматизам што и да прави човек, ако ги има генетските предиспозиции, најверојатно ќе ја има и диагнозата подоцна. Па вака, значи многу мал процент од Алцхаймеровата деменција, значи е наследна, значи помалку од 5% се сметат, помалку од 5% може да дојде до генетска мутација. Има еден значи специфичен ген, тоа е аполипопротеин 4, кој што обично е поврзан со развојот на Алцхаймеровата деменција. Меѓутоа, доколку нели лицата имаат некој во фамилија близок од деменција, не мора веднаш да паничат дека и они би имале. Значи треба да се насочат кон тие нели превентивни мерки или стратегии се со цел да можат да го избегнат значи да избегнат таа болест, бидејќи многу е различно кога болеста би се диагностицирала на 65 и на 85 годишна возраст. Апсолутно. Со примена на тие превентивни мерки. Заради тоа што станува збор за 20 години квалитетен живот, што нели е сериозна бројка. Сериозна бројка, значи не е само така 2-3 години. Така да со примена на овие превентивни мерки мислам дека дури до 40 до 60% би се намалил ризикот од појава на деменција. Да, значи животен стил е у принцип така, вежбај, храни се, не пуши, со алкохолот биде умерен. Така, и генерално е медитерански тип на исхрана се препорачува сега најнови студии, значи за здравјето на мозокот, помалку рафинирани јаглехидрати, повеќе риба, овоше зеленчук, мешунки. Така да мислам дека исхраната многу голем процент игра во здравјето на мозокот, како и за голем број на други болести. И тоа е, знаеш, еве, пошто и пред неколку епизоди гостин ми беше кардиохирург, изборувавме за здравје на срце и практично, знаеш, толку се тесно поврзани во смисла здрав кардиоваскуларен систем, најверојатно ќе значи и здрав мозок. Точно. Затоа што ќе се снабдува доволно со кислород, со хранливи материи, со, знаеш, најверојатно инциденти нема да се случуваат, удари и слично што еден покачен крвен притисок може да даде или миокарден инфаркт или мозочен. Значи, така да тие се корелации, значи директна корелација има здравјето на срцето со здравјето на мозокот. Дали човек треба да ги испитува, потребно ли е воопшто да си ги провери генетските предиспозиции овој APO4 генот, да види дали е присутен или е само или ќе си создаде само параноја и паника? Да, точно тоа. Значи тоа е мислам дека би се создал само паника. Најдобро е кога би се појавиле тие некои, да кажам, почетни први знаци, тогаш да се направи тоа генетско тестирање во генетската лабораторија на МАНО, значи достапно и може да се направи, меѓутоа не се препорачува кај лица кои што се еве на 20-30 годишна возраст, имаат нели голем, нема зошто. Да, апсолутно. Ние до душа мислам дека доктор Габи ни побара, тогаш провети однесовме за да се испитуваме, никогаш не ги добивте резултатите или може и ги добивме, ама ја еве лично не знам што се резултатите и не сум сигурен. Не, па види ме интересира, ама не сум сигурен дека сакам да знам пошто зашто сугестивно да си барам симптоми или сметам дека сепак животниот стил ми е добар и дека
ете, ако и во случај се деси тоа, ќе се деси најверојатно што викаш, На 85, не на така 65, туку на така 85 не е проблем, и на имам 90. имам време до, Да, до да, тогаш. Океј, Нора, полека еве чисто да привршуваме, која е твојата препорака за луѓе кои што ги и живеат со повозрасни лица, кои што немаат добар животен стил, дали е добро и пред симптомите да направат одредени тестови кои што им најавуваат. Во смисла, дали е добро некогаш и пред симптомите човек на 70 години да направи крвна слика преку која што ќе се испитаат можната присутност на деменција. Да, значи обични биохемиски анализи се препорачуваат на 6 месеци. Не, да, али Пример, при да. сама биохемиска анализа може да се види Дали станува збор за деменција? па, Не. Ама да се исклучат другите работи, како што кажавме, хормонски дисбаланс, дефицит на витамини, може да се исклучат, а ако сето тоа се исклучи, и ако нели според симптоматологијата ни укажува дека може да се работи за Алцхаймерова деменција, тогаш треба да направиме и компјутерска томографија на мозок. Значи и ти уствари не магнетна можеш резонанца. да дознаеш Не дали можеш. имаш ако Со еден нема тест некои не. симптоми. Не. Не можеш да дознаеш освен ако сам не иницираш да направиш компјутерска томографија на мозок, а си здрав прав, што не би било Да, што би логично. Значи, ако ги немаш симптомите, не се препорачува да се прави никакви испитување, меѓутоа тие, како што кажавме, значи симптоми почетни, значи знаат значи да започнат и да сугерираат дека стварно фамилијата и лицето треба да побара помош. Значи може да се сосем минимални, ама еве ќе отиде у другата соба, ќе заборави зошто отишол. Значи ќе тргне по некоја насока, ќе заборави каде тргнал или предметот обично и тоа не го спомнавме. Они имат карактеристика на тоа што ги стават предметите на места кои што не се специфични за да бидат таму. Така да, пример, можат четката за зъби да ја остават во фрижидер. Што нели некогаш може ќе се случи, пример во една година, 2 пати може тоа да се случи. И тоа едноставно може знак дека треба да се побара помош. Да. Барем, знаеш, осигурај се дека Барем нема. дека не е тоа. Са особено лицата, како што кажавме, над 65 годишна возраст. Меѓутоа, тие наследни форми на Алцхаймерова болест знаат да започнат и многу порано. Да, има, мислам и конкретно еве затоа што знаеш ја отворено и сум споделувал за сето тоа. Ми пристапиле луѓе чии родители во многу помлади години, што е навистина уште по-жално, што се јавуваат и дури и дали е тоа реалност, дали во помладите години може да биде и побрзо прогресирачка болеста или тоа не е фактор? Не е тоа фактор. Мислам дека зависи од тоа кога ќе се диагностицира. Ако се диагностицира, да речеме, подоснежните стадиуми, обично прогресијата е многу брза. Ако се започне на време, без разлика на возраста. Без разлика на возраста. Ако се започне, да кажеме, кога ќе почнат тие првични симптоми со терапија, со одветна терапија, заради тоа што терапијата е таа која што ќе го успори текот на болеста, ќе ги ублажи симптомите, така да тие врски меѓу нервните клетки нема така лесно да се прекинуваат, него тоа ќе оди постепено. Јасно. Значи, наравно учение, животен стил, односно превенција и на време на акција. Да. И јас знам, знаеш, еве, конкретно, мислам, кога татко ми кога почна кога веќе бевме сигурни што е, мислам, не дека он имаше лош животен стил предходно, но например навиката за ракиичка со ручек прекина. Пошто колку и да е мала дозата на алкохол, сепак алкохол и може да не може туку влијае
за забрзување на прогресот. Елеонора, фала ти уште еднаш за прифатената покана и за придонесот. Еве, зборувавме за една тема за која што ја одамна сакав да зборувам, пошто е многу важна. Знаеш, многу луѓе не се свесни, многу луѓе тешко прифаќаат дека можеби најверојатно татко ми или мајка ми или баба ми или дедо ми се соочува со оваа болест. Стварно е тешко и е важно да се зборува, така да фала ти што еве придонесе да си направиме еден разговор за деменција и Алцхаймер. Ти благодарам и тебе, се надевам дека слушателите ја сватија поентата нели на ова што го зборавме досега и апелирам до тоа да значи навремено одат на доктор, пред се најпрво кај матичен доктор да се направат потребните испитувања, а потоа и нели кај доктор на соодветно ниво. Невролог, психијатар, се со цел да се открие рано дијагноза. Супер. Ти посакувам одлична кариера, ти посакувам многу помогнати животи, многу забавени деменции, Алцхаймери и детектирани на време. И се надам дека пак ќе се видиме у следен подкаст, у епизода 120 и не знам која, таман да специализираш, па тогаш ќе зборуваме дополнително. Да, можеби слична на оваа или можеби некоја друга тема, затоа што неврологијата не е деменција и Алцхаймер. Точно така. Се надевам дека за 2 години ќе зборуваме за некоја друга тема. Супер, фала ти уште еднаш. Фала и тебе.